Денеска сакам да размислуваме на една интересна тема, која што е охрабрување. На работа зборавме со Никола дали ќе охрабрувачка порака, дали ќе предупредување некоја. Комбинација е. Така да и едното и другото е. И ја мислам дека многу често ќе го видиме тоа особено во параболите на Исус, каде што он дава охрабрување во пораката, но во исто време дава и предупредување. Кога дава предупредување, дава и надеж, дава комбинирано секогаш, кога многу често барам кога ќе ги читаме параболите на Исус. Темата која што денеска ја имам спремно се нарекува градители и војници. Зошто баш така? Бидејќи верувам дека сите ние како христијани, како верничари, кои што сме дел од црквата Божја со големо Ц, не само од овие ѕидови овдека, кои што сме делови од Божјата црква, ние сме повикани да бидеме, освен тоа што ние како главна компонента на христијанскиот живот е верата во Исус, и веруваме дека по благодат сме спасени и тоа ни е коренот на христијанскиот живот, верувам дека ние сме и повикани да живееме на одреден начин и да делуваме во светот околу нас на одреден начин. И ние верувам дека сме повикани да бидеме градители и да бидеме работници во Божјото царство. Како градители, да го градиме заедно со Бог Божјото царство додека сме на оваа земја, а од другата страна да бидеме и војници, да војуваме секојдневно во овој свет во кој што живееме, да војуваме со ѓаволот, со светот околу нас, но и со нашето тело. И верувам дека тоа е дел од нашиот повик секојдневно, но денеска повеќе ќе се фокусирам на, ајде да кажеме, на првиот дел, дека ние сме градители. И кој од вас ја чул фразата дека твојот живот има вредност во Божјите очи? И имате слушнато? Да. Па таа фраза колку што е сладка и интересна, толку има и доза на одговорност од другата страна на паричката. Верувам дека сите ние сме повикани, особено како црква во овие времиња во кои што живееме. Ние се шалиме многу често на работа за технологијата која што се развива во ова ново време, особено таа вештачка интелигенција, тие роботи кои што сме ги гледале порано на телевизија, веќе стануваат реалности, се менува некако целата таа целиот тој систем на живење почнува да се менува, особено во последниве неколку години, и не знаеме каде може да отиде тоа. Но можеме да видиме дека тоа се е дел од знаците на последните времења. И што мислам позади тоа? Тоа светот во кој што ние живееме моментално, не зборам за нашиот свет околу нас, пријателите, семејството, црквата, заедницата, местото каде што делуваме, тоа е нашиот свет, но светот во кој што ние живееме, што опфаќа многу повеќе од тоа, оди во една насока каде што според мене многу наликува на вавилонската кула од Стариот Завет. Каде што луѓето сакаат да изградат кула, можеби не е физичка кула како тогаш, но е кула од друг аспект, каде што луѓето сакаат да го заменат местото на Бог. И таа, како што спомнавме, таа вештачка интелигенција, таа има лимити, ама немаме ние представа да каде све може да отиде тој и колку може да го замени овој свет во кој што живееме денеска. Во не знам која држава беше, гледав дека направиле вештачка утроба, каде што ги спојуваат јајца клетката на жената и сперматозидот на мажот, и во вештачка утроба, не постои човек, ги става да се оплодуваат и така ги растат бебињата. Имаше слика од десетици, ако не и стотина бебиња во една лабораторија кои што се растат во вештачки утроби. Трагаат луѓе по вечноста, и јас верувам дека ние денеска можеме да го видиме тоа со наши очи, тоа што некогаш можеби било зборано. И многу е клише да се каже живееме во последните времења, многу луѓе го зборат тоа, но логично не гледам каде човештвото може понатаму да оди. Нема каде го достигнува прагот на, ја верувам дека прагот на толеранција на Господ е некаде можеби при крај со ова човештво.
Поентата ми е дека живееме во некои последни време. Кога ќе биде тоа, кога ќе се случи тоа, не знаеме. Светот во кој што живееме е комбинација на Вавилонската кула, Содома и Гомора, најлошите приказни кои што ги знаеме од Стариот Завет, комбинација овој свет денеска во кој што живееме. И не знаеме кога ќе дојде тоа, не знаеме кога ќе биде тој момент, но исто така не знаеме ни кога ќе биде последниот момент од нашиот живот. За луѓето од Содома и Гомора, нивниот последни денови завршија. Тие веќе се случија. За луѓето од 19 век кои што живееле, нивните последни денови дошле. Прва половина на 20 век, нивните последни денови на повеќето од луѓето дошле. Не знаеме од овдега од кога ќе излеземе, кога ќе биде нашиот последен момент. Животот може да не се смени во секунда. Но знаците во кои што живеем, пише во Библијата, не го знаеме ни денот ни часот. Но сезоните, времињата, можеме да ги препознаеме. Тоа не е непознато за христијаните. Не за џабе во Библијата ги имаме Матеј 24 глава, Откровение, пророк Даниел и останатите пророштва од Библијата кои што ни ги кажуваат времињата и што да очекуваме што да се случи. Но денот и часот повторно не го знаеме, но можеме да ги препознаеме времињата во кои што живееме. И ако ги видиме времињата во кои што живееме, ќе сватиме дека последните денови се многу поблиску од кога што ние можеме да замислиме. И верувам дека во тие последни времиња луѓето кои што не го познаваат Христос, кои што немаат единствената надеж е Исус Христос, кои што немаат таа надеж, ќе се завртат кон црквата, ќе се завртат кон нас и ќе побараат отчет за нашата надеж. Ќе побараат они да добијат таа надеж, ќе се завртат за утеха, ќе се завртат за решение према црквата. И работата е колку ние ќе бидеме спремни да одговориме на тој повик. Колку ние ќе бидеме спремни да дадеме надеж на луѓето кои што се надвор од црквата моментално. За да бидеме ние спремни, верувам дека тоа бара припрема. Не можеме да не правиме ништо со нашиот живот и најнаш да дојде тоа време, да дојде моментот кога црквата треба да настапи на сцена. Верувам дека моментално не е тоа, но ќе биде тој момент. Ние да најнаш посакаме да бидеме тука и да бидеме спремни за тоа. Интересна аналогија ми е, ова се збореше од еден аспект се збореше на настанот со Картер Конлон кој што беше во Holiday Inn за дела 27 глава, каде што Павле се наоѓа во една бура, го носат од едно место на друго со брод и Павле, гледајќи го времето, предупредува. Вели да не одиме, ќе има бура, ќе фати бродолом, да не одиме натаму. И не го послушаа Павле. Еден од 200 кусур луѓе влезе како затвореник во бродот и насред бродоломот Бог му даде збор и Павле отиде го кажа зборот и сите се завртеа према него. Сите се завртеа према него. И Павле им даде збор и он од затвореник преде во капетан на бродот и ги однесе од другата страна. Но тоа е функцијата на црквата која што нас не чека во наредниот период, дека ние моментално кога гледаме таа бура дека доаѓа, дека ние треба да го предупредиме светот околу нас дека доаѓа таа бура. Тоа е знаењето кое што го имаме од Божјото слово. И второто нешто, не треба да чекаме откровение од Бог ангел да не се појави во сон, ако да, алелуја, ама ако не го имаме Божјиот збор. Знаеме што да кажеме, ги имаме сите овие записи кои што Павле тогаш ги немал. И целиот збор на надеж, порака на надеж која што треба да ја дадеме на светот, ја имаме токму овдека. И нашата функција како црква, како верници, е да ние бидеме спремни да дадеме отчет за нашата надеж, да бидеме присутни и уште сега да го предупредиме светот дека доаѓа бура, дека последните времиња се тука. Треба да бидеме мудри да ги препознаеме тие времиња во кои што живееме. А после тоа е да го искористиме Божјото слово кое што е пред нас и да дадеме таа порака на надеж. Но тоа не се случува туку така, не се случува преку ноќ. Затоа Бог не повикува да бидеме дел од тоа Божјо царство, да не бидеме само дел од овие клупи во кои што седиме и секоја недела наутре да доаѓаме овдека
на библиски часови да доаѓаме, да бидеме само приматели на Божјото Слово. Да не го слушаме само Божјото Слово и да не правиме ништо со него. Сите ние сме повикани имаме специфичен и одреден повик од Бог. И кога ќе кажеме дека нашиот живот има вредност во Божјите очи, има една нова димензија, таа фраза, бидејќи таа фраза носи одговорност, бидејќи таа вредност не можеме, ако ние ништо не направиме со таа вредност која што Господ ни ја дал, ние сами си ја погазуваме таа вредност. И ние сме Господ не создал нас, големата е слика дека ние не сме му потребни на Господ. Бог ни е потребен нам. Ама Бог одбрал да го прави сето ова, да го изгради Божјото царство, таа Божја фамилија, заедно со нас. И ние од таму поаѓајќи сме потребни на Божјото царство. Инаку во големата слика не сме. Ама ние сме му потребни на Божјото царство за доградување на таа фамилија. Идејата е сите ние да бидеме дел од тоа, а и сите ние да го изградиме заедно тоа во кое што еден ден ќе живееме во вечноста. И сме потребни на таа Исусова армија од тие последни времиња. Потребни сме за тоа. Но како може да го изградиме тоа Божјо царство? Градењето е тимска работа. Знаеме од Неемија, ако сме го читале, градењето е тимска работа. А тимската работа подразбира служење еден на друг. Подразбира служење еден на друг. Во 1 Петрово 4 глава 10 стих вели: служете си еден на друг, секој со дарбата што ја примил, како добри управители на разнообразната Божја благодат. Сум слушнал, сум разговарал порано со доста луѓе, бидејќи моето срце е да секој човек стварно го искористи тоа што го има за Божја слава, бидејќи секој еден има некаква дарба, има некаков талент и многу има, најверојатно го имаме ние сменето тоа значењето на тој избор, каде што за под талент ние очекуваме Моцарт, Пикасо, некој гени математички на 3 години што решава алгоритми, но талент е способноста која што Бог ни има дадено. Бог ни има дарено со некаков дар. И да го кажеме дека ние немаме никаков дар, докато дојдете и ми кажете дека немате никаков дар, никаква способност да послужите на Божјото царство, вие го вреѓате Бог. Бидејќи Бог ви има создадено, Бог сите ни има создадено во неговиот образ. А чим ни има создадено во неговиот образ, ние имаме нешто кое што можеме да го искористиме. Имаме нешто. Кој повеќе, кој помалку. Некој има тие надприродни таленти, ние ги викаме надприродни, ама и тие се природни. Надприродни таленти, помала способност, поголема способност, секој има нешто кое што може да го искористи. Словото не вели дека Христовото тело е како човечкото тело, некој е рака, некој е нога, некој е глава, некој е врат, некој е рамо. Сите имаме некаква функција, но сите заедно го правиме тоа Христово тело. И сите заедно, еви овдека како заедница, сите заедно направите црквата. Не направи црквата проповедникот од оваа страна, тимот за славење или тој кој што ги организира работите овдека. Црквата ја правите сите вие овдека кој што сте. Без исклучок. Во Ефесијаните 4 глава вели: тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, односно евангелизатори, четврти за пастори и учители, за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело. Во 1 Коринтијаните 5 глава 15 глава 58 стих вели: и така, браќа мои возлюбени, бидете постојани, непоколебливи и секогаш богати во делото Господово, знаејќи дека трудот ваш пред Господ нема да биде залуден. Ние сме повикани да го искористиме тоа кое што го имаме. Да работиме за Божјото царство, да работиме за Божјото слово, да ги искористиме ресурсите кои што ги имаме. Со тоа да послужиме на црквата околу нас, со тоа да послужиме на луѓето надвор од црквата. Преку тоа луѓето да видат Христовата љубов и да не се умориме во тоа. Сите ние сме повикани да бидеме градители во Божјото царство. Сите ние сме повикани да бидеме градители и Христос во времето кога
чекореше на оваа земја, тој инвестираше време во 12 апостоли. Еден од нив си отиде, остана 11, многу време фокусираше во, уште повеќе време фокусираше во само 3 од нив. И со само тројца луѓе што создадоа едно тело кое што решија да дадат цел себе, решија да дадат максимумот, и останатите апостоли решија да го посветат целиот нивен живот. Во местото каде што беа поставени, го превртеа светот тогаш во кој што живеа, и христијанството се расшири од тогаш до денес каде што е. Ние сме повикани да не дадеме 5%, 10%, 95%, ни 99%. Бог бара 100% од нас. Бог се отелотвори, дојде во човечки облик, ги зеде гревовите на крстот, умре, воскресна, победи смртта, се даде себе, се го даде својот живот. И не го даде својот живот како Бог кој што нема да трпи болката за сето тоа. Тој ја зема болката која што ние имаме. И се даде целосно. И Бог бара од нас се. Се даде 100% и Бог бара од нас 100%. Не бара ни 99%. Имаше едно вика 99% вистина е 100% лага. Нема нешто како 99% вистина или како 99% предаденост на Бог. Тоа не значи дека сите треба да бидеме пастори, учители, евангелизатори, но сите можеме да послужиме 100% со тоа што го имаме таму каде што сме поставени. Црквата, колку вистински го живееме тој повик, црквата ќе добие ново значење, ќе добие нов облик, ќе добие црквата кај нас. Некој ќе каже дека и ова сум го слушнал, дека не ми е угодно. Јас знам зашто сум способен, но не ми е угодно. Не ми е во комфорт зоната јас тоа да го правам. Или немам време да го правам тоа. Немам, зафатен сум со работа, зафатен сум со семејството дома, со многу обврски, и немам време да ги правам тие работи, за кои што знам дека Бог ме оспособил да ги правам. И сите тие работи се изговори, кои што еден ден не верувам дека ќе сакаме да ги, кога ќе се соочиме со Бог очи во очи, еден ден дека ќе сакаме тие изговори таму да ги дадеме, на тоа место. Не може сега да си ги даваме тие изговори еден према друг, но Бог секогаш стои пред нас и секогаш не гледа, и пред Него не можеме да ги дадеме тие изговори. Ќе прочитам, ќе завршам, ќе заокружам проповета со параболата за талантите од Матеј 25 глава, и сакам да може да ги отворите Библиите, 25 глава 14 до 30 стих, и сакам да се фокусираме повеќе на крајот на параболата, еден момент кој што мене ми остави впечаток. Сум ја слушал оваа парабола, верувам дека знаете сите, сме ја слушале оваа парабола многу пати, но еден аспект никогаш не сум слушнал дека бил потенциран во таа парабола. Вели, зашто тој ќе постапи, во 14 стих, вели, зашто тој ќе постапи како човекот кој тргнувајќи на пат ги повика слугите своји и им го предаде својот имот. На едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според способноста негова. И веднаш замина. Овдека гледаме дека Бог дава секому според способноста негова, но на секому му дава по нешто. Оно што зеде 5 таланти, отиде, ги употреби во работа и спечели други 5. И така оно што зеде 2 таланти, спечели други 2. Оно што доби 1 талант, отиде и го закопа в земја и така ги сокри парите на својот господар. По долго време дојде господарот на тие слуги и побара да му поднесат сметка. И кога пристапи оној што беше примал 5 таланти, донесе уште други 5. И рече: Господаре, ти ми предаде 5 таланти, ете, сум спечелил уште 5. Господарот му рече: убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, на многу ќе те поставам, споделија радоста со својот господар. Дојде исто така и оној што беше примал 2 таланти и рече: Господаре, ти ми предаде 2 таланти, ето со нив спечелив уште 2. Господарот му рече: убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, на многу ќе те поставам, споделија радоста со својот господар. На едниот му даде 5, направи 10, на едниот му даде 2, направи 4,
истата награда ја добија. Без разлика дали има едниот повеќе, другиот помалку. Двајцата се фокусира да направат повеќе од тоа што Господарот им го има дадено. Не се фокусира на другиот дека има повеќе или овој дека има помалку, да видам се овој колку ќе направи, па да видам колку ќе направам. Тој што имаше 5, направи 10, тој што имаше 2, направи 4. Пристигне и оној што беше за еден талант и рече: Господаре, те знаев дека си жесток човек. Многу ми е интересно, тој што имаше 5 и тој што имаше 2, кратко одговара, тој што има 1 многу збори. Многу објаснува, многу изговори дава. Господаре, те знаев дека си жесток човек. Жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Па се уплашив и отидов и го сокрев својот талант в земја, ете ти го твоето. А Господарот му одговори и рече: Зол и мрзлив слуго, ако си знаел дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум садал, требаше моите пари да им ги дадеш на трговците, па кога ќе дојдам да си го приберам своето содобивка. Земете го од него талантот и дајте му го на оној што има 10 таланти. Зашто секому што има ќе му се даде и приумножи, а оној што нема ќе му се одземе и она што го има. А лошиот слуга, фрлете го во крајна темнина, таму ќе биде плач и крцкање со заби. Откако го рече, тоа извика: кој има уши да слуша, нека чуе. 30-тиот стих е стихот кој што за мене тоа предупредување во пораката дека ние сме повикани да бидеме градители, сме повикани да бидеме војници. Ние сме повикани да го изградиме заедно ова Божјо царство и да направиме влијание во светот околу нас. Но што ако не го направиме тоа? Што ако го одбиеме тоа? Или што ако го направиме по... Интересно е што нема четврт слуга кој што имал 5, 3 ги ставил да се направат во 6, а 2 ги сокрил. Да. Сите или дале се, или не дале ништо. Верувам дека во Божјето очи нема пола-пола, ни дваму, ни таму. Или ќе направам дел нема да направам. Или тие 5 ги направиме 10, или исто како тој еден да сме го сокрили. Вели, лошиот слуга фрлете го во крајна темнина, таму ќе биде плач и крцкање со заби. Ако ние тие таленти, способности кои што Бог ни ги има дадено, не ги искористиме за Божја слава, тогаш има казна за тоа. И овдека има и предупредување за тоа. Затоа кажа дека овие параболи колку што се охрабрувачки, дека ако ние го искористиме нашиот живот, нашите таленти, нашите способности за Божја слава, да имаме награда. Имаме најубавата награда што во Павле во Коринтијаните вели, не може да замислиме каква е таа награда. Ниту уво чуво, нит око видело, ни на човек на ум му паднало. Какви награди не чекаат нас горе. Која е наградата на тој венецот на вечниот живот? Што се тоа значи? Можеме ние да фантазираме од Откровение 21 глава, да така визионираме, натака да замислуваме, но не знаеме која е убавата награда за тоа, се уште. Многу повеќе од тоа што очекуваме. Но истото и обратното. И обратното исто дека ако ние само доаѓаме овдека, и ако ние само сме конзуматори, приматели на Божјото Слово, а не го искористиме тоа. Го чув, ова пред скоро вика, многу луѓе имаат теологија што не може да ја изживеат во 5 животи. Доволно да имаме малку, ама да го живееме тоа. Отколку да имаме многу, а да не го живееме ни пола од тоа. Доволно е тие работи кои што Бог ни ги кажува да ги правиме, да бидеме послушни. Дали некој од вас има читано книгата 5 јазици на љубовта, или има барем слушнато за неа? Да. Таму ги пишува, не знам, збор на охрабрување, да помогнеш, да допере, не знам кој бе. И Исус има јазик на љубовта, кој што не е од тие 5. Јазикот на љубовта на Исус е послушноста. Во Јован пишува, ако ме љубите, ќе ги слушате моите заповеди. Ако ме љубите, ќе ги слушате моите заповеди. На 2-3 пати го повторува тоа. И ние, ако го љубиме Исус, ние ќе ги слушаме работите кои што тој ни ги има кажано. Ќе ги сватиме сериозно. Бидејќи
Нашиот живот има вредност. Секој ден животот дека има вредност поголема од што човек може да замисли. Вредноста во Божјите очи е голема. Не преголема да дојде до арогантност и до гордост, ама е доволно голема да знаеме дека Бог не гледа со како вредни луѓе кои што чекориме по оваа земја. Не сме никој и ништо. Не сме заборавени од Бог. Но од друга страна, Бог има вредност во нашите очи, или барем треба да има вредност во нашите очи и не треба да забораваме на Него додека чекориме на оваа земја. И треба да знаеме дека нашиот повеќе да направиме нешто од нашиот живот. Нашиот повеќе да веруваме. Верата не спасува по благодат, но доколку не земе Исус при Него во моментот кога ќе поверуваме како разбойникот на крстот, ние имаме одговорност понатаму. Со сето останато време од кога ќе поверуваме додека да си отидеме, ние имаме одговорност што ќе направиме со нашиот живот. Тоа не влијае на спасението, но седе дека живееме за Исус не влијае. Кога ќе прекинеме да живееме за Исус, тогаш почнува да влијае и тоа. Колку само би била различна црквата доколку ние живееме на тој начин. Доколку сите таленти, способности, кој за што има. Некако има за читање, нека чита, за споделување, нека споделува, за разговор, нека разговара, за поучување, нека поучува, за готвење, нека готви. За што и да има, секој има за нешто. Доколку не знаеме за што имаме, може да во молитва да паднеме и да побараме од Бог да ни открие. Јас тоа го правев на почетокот кога поверував. Зашто сум способен да послужам? Уште пред 6 години кога поверував. Иако сум израснат цел живот во христијанска средина, не го знаев одговорот на тоа прашање. Морав сам да разговарам со Бог и Бог да ми открие. И уште го правам тоа, бидејќи верувам дека не е една константна работа низ целиот живот. Некои работи зависат и од годините, и од местото каде што сме, и од здравието, и од се. Секој пат треба да сме во потрага и во барање да Бог јасно не покаже каде можеме да му послужиме, како можеме да му послужиме и кои се нашите способности. Да знаеме зашто сме способни, зашто сме талентирани, не е воопшто гордост. Да ги гледаме другите подолго од нас поради тие способности, тоа е гордост и арогантност. Но се дека ги користиме тие работи за да послужиме на другите, да знаеме дека јас за ова сум способен, тоа не е воопшто гордост, тоа е свесност доволна да можеме понатаму да делуваме во Божјото царство. А наградата е голема и радоста е огромна. Радоста е огромна кога на Ники Круст настанот имаше, или во методистичка црква исто имаше собрано многу луѓе сега на ден на молитва, имаше пред месец-два, не знам кога беше. Радоста е голема кога Христовото тело се собира заедно и кога ќе видиме дека луѓе ги искористуваат нивните дарови, нивните таленти за Божја слава. Но тоа се големи настани. Но што правиме во вторник попладне кога никој не гледа, а сме дел од една заедница. И таму имаме да искористиме нешто. И таму можеме да послужиме на Божјото царство. На црквата. А низ целиот тој период Бог ќе не спреми, Бог ќе не припрема. И кога ќе дојде моментот да црквата треба да одговори на таа бура која што не чека во последните времења, црквата ќе биде спремна. Ние ќе бидеме спремни. Секој од вас ќе биде спремен. Да одговори на повикот, да одговори на тоа барање на отчет за надежта која што имаме од луѓето кои што не го познаваат Христос. Од луѓето кои што немаат надеж, имаат изгубено надеж. И тоа почнува да се случува последниве години, па да кажем можеби од короната навака. Можеме да го видиме тоа помалку. Но тоа верувам дека ќе биде уште поголемо како што ќе се интенсивираат последните денови во овој свет. Мојот повик преку оваа проповед е таа да дознаеме доколку не знаеме кој е талентот кој што го имаме, кои се тие таланти, не мора да се само способности, може да се ресурси, може да се работи кои што ги имаме, да ги ставиме во Божите раце. Кога малото дете дојде и ги остави 5 леби и 2 риби
мислам дека така беа бројките, небитно. Бог 5000 луѓе нахрани од тоа. Детето даде се што имаше и Бог направи, Исус направи огромно чудо од самото тоа. Доколку ние дадеме се што имаме, колку и малку и да е тоа, Бог може да направи чудо од нашиот живот. Може да направи чудо преку работите кои што ние ги правиме. А со сето тоа ние ќе го прославиме Исус. Со сите тие дела ние го живееме животот на кој што Бог не повикал. Амин.